Американскиот секретар за одбрана Джеймс Матис изјави дека администрацијата на председателот Доналд Трамп активно ја ревидира можноста за обезбедување смртоносно дефанзивно оружје за Украина. Говорејќи на пресконференција заедно со украинскиот председател Петро Порошенко по нивниот состанок во Киев, Матис рече дека ќе се врати во Вашингтон со појасно разбирање за потребите на украинските сили на фронтот. I would also point out that on the defensive lethal weapons, we are actively reviewing it. I will go back now, having seen the current situation, and be able to inform the Secretary of State and the President in very specific terms what I recommend for the direction ahead. Матис додаде дека Вашингтон неодамна одобри испорака на опрема во вредност од $175 милиони за Украина, вклучувајќи и специјализирана опрема што може да се искористи за одбраната на земјата. Шефот на Пентагон исто така рече дека Вашингтон ја поддржува Украина пред заканите за суверенитетот и територијалниот интегритет. We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea, and despite Russia's denials, we know they are seeking to redraw international borders by force. Високи представници на администрацијата на американскиот председател Трамп честопат изнесуваат измешани мислења во врска со Украина. Најчесто тоа се поврзува со сложените односи на Вашингтон и Москва. Во јуни годинава државниот секретар Рекс Тилерсон изјави дека американската администрација не сака да биде, цитираме, врзана со лисици за договорот за прекин на огнот во Украина постигнат во 2015 година. Матис престојуваше во еднодневна посета на Киев за да присуствува на прославата на Денот на независноста на Украина, односно 26 годишнината од независноста од поранешниот Советски сојуз. Тој е првиот американски секретар за одбрана која посети Украина во изминативе 10 години. Тоа беше последната етапа на неговата турнеја за време на која ги посети Јордан, Турција и Ирак.